претходните лекции учевме за силни и слаби киселини. Киселина е супстанца која дисоцира во вода и образува протони, или H плюс јон и конјугирана база. Киселината се смета за силна ако дисоцијацијата е блиску до 100%, а слаба кога дисоцијацијата е вообичаено помала од 1%. Можеби ќе сакаш да го гледаш ова видео за силни и слаби киселини, ако ги имаш заборавено разликите помеѓу киселините. Во оваа лекција ќе научиш за силни и слаби бази. База е хидроксид, растврлив во вода, со pH вредност повисока од 7. Базите ја менуваат бојата на лакмусовата хартија од црвена во сина боја. Универзалниот индикаторски раствор има зелена боја, ако базата е слаба, и сина до виолетова, ако базата е силна. Како да знаеме дали една база е силна или слаба, ако немаме универзален индикаторски раствор? Слично како и за киселините, мора да се земе предвид степенот на дисоцијација во вода. Да го разгледаме примерот со натриум хидроксид. Во вода, натриум хидроксид дисоцира на натриумов јон и хидроксиден јон. Бидејќи натриум хидроксид скоро целосно дисоцира, се смета дека е силна база. Поради тоа, користиме стрелка во една насока во ревенката. Концентрацијата на OH- јоните во растворот кој содржи силна база ќе биде висока. Други примери за силни бази се калиум хидроксид и калциум хидроксид. При дисоцијација во вода, овие супстанци ќе го обојат универзалниот индикаторски раствор во темно-виолетова боја и тие се многу корозивни. pH на овие супстанци ќе биде на повисокиот дел од скалата. Слабите бази, напротив, не дисоцираат. Добар пример за слаба база е амониум хидроксид. Тој во вода не дисоцира целосно на неговите соодветни јони, затоа има двојна стрелка за рамнотежа. Концентрацијата на OH- јоните во раствор кој што се состои од слаба база ќе биде прилично пониска. Кога се растворени во вода, овие супстанци ќе ја променат бојата на универзалниот индикаторски раствор во зелена или светло-сина. Тие се помалку корозивни во споредба со силните бази за дадена концентрација. pH вредноста на овие супстанци ќе биде поблиску до средината на скалата. Да заклучиме, силна база дисоцира скоро целосно во вода, при што се добива висока концентрација на хидроксидни јони. Додека пак дисоцијацијата на слабата база е помала. Поради тоа, концентрацијата на хидроксидни јони е многу пониска.